Куманово, за жал, беше една од општините кои што најмалце осети од целиот овој тренд на инвестиции. Причините беа повеќе. Од несоработка од општината, па се до најнетранспарентната и најкриминалната приватизација некогаш што е направена, и тој најголемиот, да кажеме, најголемото зло е направено токму на Куманово. Можам да кажам и неколку примери конкретни. Како заменик министер за економија бев доста ангажиран околу стечаите. И ако ги видите таа листа на компании пропаднати, многу жално е што 9 најголеми компании во овој регион се токму во Куманово и сите се на некој начин жртви на транзицијата. И ние затоа и го нарековме проектот Жртви на транзицијата и беше инспириран токму од Куманово. Бидејќи бројката на невработени луѓе во Република Македонија е најголема во Куманово. Чисто да знаете статистички. И за тоа се прашувавме зошто е тоа така. Тоа е така заради тоа што 9 најголеми компании, вклучувајќи Кожара, Тутунски комбинат, не знам, Искра Куманово, Кен Куманово, сите тие огромни капацитети кои што некогаш цела македонска економија ја движеле, тие компании се или криминално приватизирани или пропаднати во стечај. Или беа комплетно во некои правни нерешени лавиринти. За таа цел, пред една и пол година, председател Груевски ме заложи да направиме некои измени во законот за стечај и како овие сите компании да ги решиме овие стечајни постапки. И токму тоа се случи. Лично работев со една поголема група на луѓе кои што направивме еден нов закон за стечај, со кој што закон за стечај направивме дополнително уште еден закон кој што беше закон за затварање на стари стечајни постапки кои се почнати пред 2010 година. И целта на тој закон беше да за период од 6 до 8 месеци сите тие стечајни постапки да се затворат. Токму тоа и го направивме. Дополнително имавме многу правни лавиринти во судот во Куманово. Се направи една работа што никогаш досега не се направи во Македонија, што сите тие предмети од Куманово се пренесоа во судот во Штип и во судот во Скопје и во Велес. Сите стечајни предмети, бидејќи овде некако немаше желба или некоја волја да се решат овие стечајни постапки, а знаеме дека во Куманово повеќе од 15.000 луѓе се жртви на таа транзиција, односно беа отпуштени од сите тие фабрики. Се решија тие предмети, поголемиот дел од тие предмети, и останавме со многу недвижност, нефункционални објекти. И објекти кои се или кај банките заложени, 90%, значи собственици се банките, бидејќи биле заложени, или се во судот па кај доверителите. Затоа дојде идејата на овој проект Жртви на транзицијата да може тие сите капацитети да бидат ставени во функција. Но требаше овде да понудиме нешто што е многу поатрактивно, но многу поатрактивно и од странските инвеститори, за да можат луѓето да се нафатат, односно да влезат во таков инвестициски циклус, да ги рестартираат овие објекти кои патем речено не мора да бидат за истата намена, може да бидат и за било што. И затоа го промовиравме, односно го креиравме проектот Жртви на транзицијата, кој што токму е наменет главно, односно најмногу за овие 9 во моментот 9 капацитети, но со завршувањето уште на неколку постапки ќе дојдат 15 компании во Куманово, кои што планираме преку оваа програма да бидат некако рестартирани, реактивирани или продадени на некои инвеститори, домашни или странски, и да бидат повторно активирани. За некој од нив има реални услови да продолжат со тоа, да работат со тоа што го работеле. Што веќе започнале. Например, знаеме дека Кожара не може да биде повторно Кожара, но може да биде некој друг погон. Така. И затоа на инвеститорите им нудиме еден пакет на мерки каде што пак ќе потенцирам, сакаме да ги
ангажираме граѓаните кои претходно работеле во тие капацитети. И затоа преку програмата сега нудиме една мерка за сите тие луѓе кои се сега стечени работници. Ако бидат ангажирани, државата ќе им даде на компанијата што ќе ги ангажира, ќе им даде 4000 евра неповратна помош за секој вработен, односно стечен работник активиран во овие погони. Дополнително, до 10% од инвестицијата ќе ја кофинансира државата преку кеш грант. И не само тоа. За сите тие вработени што ќе бидат ангажирани таму, дали ќе бидат стечени или ново вработени, за ново вработени патем речено ќе биде 2000 евра. Државата ќе им ги плаќа придонесите од 3 до 5 години, зависно од инвестицијската програма што ќе понуди инвеститорот. Так. Дополнително инвеститорот ќе го ослободиме од плаќање на персонален данок и други давачки према државата во период од 3 до 5 години. Така да оваа се многу атрактивни услови кои се многу поголеми од тоа што го добиваат странските инвеститори, со цел да бидат активирани овие капацитети. Жално е тоа што му се случило на Куманово. Так. Не сакам да навлегувам во фактите кога ги видов предметите. Жално е 5 компании во Куманово, најголеми компании во Куманово, да бидат продадени за 500.000 евра на локален бизнисмен, шпекулант невиден, кој што патем речено не ги ни уплатил. Значи, тоа е опозицијата. Тоа е опозицијата и други 5 компании продадени на странец, кој патем речено сега и осуден во Република Македонија, за 600.000 евра, кој уплатил само една рата. Така опозицијата ја го приватизираше Куманово. Така опозицијата ја запечати судбината на Куманово. И дојде до ова. Нам ни беа потребни 3,5 години судски лавиринти да дојдеме до тоа што е сега денес. И сега со ова, сакам да пратам еден апел до сите тие стечени работници, до стечените управители, до банките и до сите тие заинтересирани локални бизнисмени од Македонија, од странство, кои се заинтересирани за овие капацитети. Имаме многу добар пакет на мерки за овие капацитети да бидат активирани.